Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Денеска се одржа првата седница на Советот на општина Прилеп во новата 2025 година, но без советниците на СДСМ, која напуштија седницата. Прилеп се подготвува за водици. Крстот традиционално ќе се фрла и во езерото на Плетвар. 13 величенствени на кои ги очекуваме вашите гласови. Денешни наши гости и представници од драмската секција при Средното општинско училиште Ѓорче Петров, Слободно театарче. Минусните температури не му пречеа на еден битолчанец кој без топла облека се движеше низ битолските улици. Времето денеска студено со минусни температури. Температурата во Прилеп 0 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Отворете кој да било текст на нашиот портал и притиснете на банерот насловен 13 величенствени. И гласајте за луѓе и компании кои ставиле медиумски впечаток во 2024 година. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Кој е за вас најдобриот? Избираме заедно медиумски највпечатлива личност или компанија која дала најголем придонес во заедницата за 2024 и за која јавноста пројавила најмногу интерес. Но и за 5 млади луѓе кои ќе го привлечат најголемото медиумско внимание во 2025-та. Бидете и вие дел од манифестацијата на Радио Пела 13 величенствени. Заедно да ги избериме медиумски највпечатливите прилепчани. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Советот на општина Прилеп ја одржа првата седница оваа година. На дневен ред извештај за работата на Советот за 2024 година. На 55-та седница на Советот на општина Прилеп, советниците со мнозинство гласови го усвоија извештајот за работа на Советот на општина Прилеп за 2024 година. Ги разгледаа програмите за работа и развој на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација и Прилеп, како и финансиските извештаи на јавните комунални предпријатија Комуналец, Јавното предпријатие за просторно и урбанистичко планирање, Пазари, финансискиот план на детската установа Наша иднина, како и финансиските планови на средните и основните училишта во градот. Советниците од опозицијата на првата седница на Советот на општина Прилеп во 2025 година ја напуштија седницата пред незиниот почеток. Пред еден час градоначалникот објави на својот Facebook профил дека доделува парички и не удостојува се неговото присуство. Ние како советничка група се договоривме да ја напуштиме оваа седница и да ви оставиме простор побрзо да ја завршите оваа седница и со лопатите од пожарите кои ги се сликавте и овој пат и оној збор кој го користите секојаш политички поени, да искористите да направите политички поени и да се сликате со чистење на снег. Благодарам. На Василица, најсреќна на манифестацијата Василица во Прилеп беше Валентина Конеска, која го најде паричето во 500 поделени буреци. Таа денеска доби пригодни награди од градоначалникот, но Прилеп веќе се подготвува за богојавление. Пријавување на учесниците кои сакаат да се фрлаат по крстот е во општина Прилеп, а манифестацијата ќе се одржи в недела во 12 часот во базенот на Салида. Но храбри млади луѓе за здравие традиционално и годинава ќе влезат во водите на езерото кај Плетвар. Оваа година веќе по петти пат традиционално
се одржува капењето во Плетварското езеро, каде што веќе досега имаме околу 80 напријавени со учесници, од кои што имаат учесници од другите градови. Го одбележуваме овој начин Водици во духот на верата, затоа што представува еден голем празник за сите нас православните верници, со тоа што во ненадпреварувачки дух, со оформување доколку дозволат условите, нели, ако замрзне и оваа година езерото, ќе го излабиме во форма на крст и потоа сите учесници, најпрво децата и влегуваат внатре, потоа сите останат. Од наша страна се известени сите државни институции, нели, Министерството за внатрешни работи, тука ќе видат и одитната медицинска помош, каде што во случај на несакани несреќи би можеле брзо да интервенираат. 13 величенствени на кои ги очекуваме вашите гласови. Денешни наши гости и представници од рамската секција при Средното општинско училиште Ѓорче Петров, Слободно театарче. 2024 беше полна со предизвици. Првично идејата да глумиме трагедија, исто така и прославувањето на 25 годишнината. Најголем предизвик беше проектот со Магепсан круг, кој што го работевме подолго време, дури и во летниот распуст. Значи 6-7 месеци секако. Нашето појавување во училиштето беше проследено со забележителноста на својот настап и талентот на учениците. Тие ученици сега имаат над 40 години, тие се за мене се уште деца, меѓутоа да, тие кој ќе некој ако слушне ќе знае кои биле членови на драмската секција и имав голема поддршка од колегите, од тогашниот директор покојниот Бранко Лашковски и од сите наредни, значи досега сме учествувале на многу настани, сме земали награди секогаш од директорите и од колегите, кога требало децата да бидат ослободени, никаков проблем немало. Јас им се заблагодарувам, значи на сите цело време во овие 25 години, кои што беа рамо до рамо со нас и ја поддржуваат и уште ја поддржуваат нашата работа. Минусните температури не му пречеа на еден битолчанец да се прошета низ битолските улици. Но како? Временска прогноза. Времето денеска студено со повремени врнежи од дожд и минусни температури. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно и студено време со повремени врнежи од снег. Ќе дува слаб до умерен ветар од северен правец. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, јануари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.